Низ објективот на Радио Слободна Европа во 2024 видовме многу необични приказни, како онаа за љубовта на јапонскиот оперски пејач Котецу кон македонската песна. Solo un grido farà, благодарам, etc. На здравје. Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, дар подарена. Во македонските планини пак е влюбено чешкото семејство Вит, кое повеќе од 4 години живее на скопска адреса. А да ја види македонската природа, посака и словенецот Оливер Тич, кој тргна на пат околу светот пеш, за да помине 4 континенти во 4 години. Македонски народ е многу топол и за живење, мислам, стварно е убаво. Сакав да го научам најдобро што можам и се трудев многу. Некој има желју да направи велику куќу, некој да купи добар ауто, а мени е идеја да проđem свет, да обиđem, да упознам луѓе, културе. Стефан и Елена се дигитални номади. Може да работат од каде било, но по 7 години живот во Германија решиле да се вратат дома и сега живеат на периферијата на Македонски Брод. Двајцата одлучивме низ разговор дека дај да се вратиме некако да продолжиме таму каде што застанавме во Македонија. Некои го гледаат чарето преку граница, барем сезонски. Работна дозвола летото да го поминат во Хрватска имале над 13.000 македонци. Па се надеваме дека ќе за една сезона ќе земаме за да можеме да живееме тука во Македонија преку целата година. Главна во странство заминуваат и шарпланинците кои ги одгледува радовишанката Марија Ристова. Мене шарпланинците ми се издувен вентил и јас овде си уживам, ова е мојот рад, ова е мојот рај. Една од најверните раси, најплеменита раса, автохтона македонска раса. Дома се мајсторката од црвениот автобус на ЈСП, пилотот кој летово се врати од пензија за да гаси пожари, макетарот на воени воздухоплови кои од Скопје летаат низ целиот свет. Ако на колегите им се обраќаат со мајсторе, на вас како ви се обраќаат? И мене, мајсторе. Има после кој ќе видат на жена, хеј, мајсторка била. Дојде пензија, пилоти нови не дојдоа. Ние се одлучивме со колегата да доеме да помогнеме сега, како една инфузија оваа сезона. Па ако не гасне пожари, ќе си играв со внуката. Имам една прекрасна убавица дома. Колку што знам во Македонија, јас сум едини што се бави со ова професионално и што од тоа живее и издржава фамилија. Младиот хирург Стефан Арсенков го следи светскиот напредок на вештачката интелигенција и го применува во клиниката Свети Наум Охридски во Скопје. Од студентите до највозрастните, првито прашање што имат зараме во Македонија тоа се прави. Изработуваме 3D модели кои што се идеална реплика на органите на пациентот и ги користиме тие за предоперативна припрема. Светските трендови треба да се следат и во културата, велат уметниците и граѓаните кои видоа како фестивалот на живи статуи го живна духот на Скопје. Се навикнаа и супер реагираат скопјани и јас сум многу сегени сите во Македонија. Супер реагираат. Ме нервира, мора се мрдна. Многу се добри, ефтен се добри. Немојте да мислите дека ја ништо не гледам, од тука гледам се, да знаете.